Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за малце каде се има генетски материјал во една еукариотска клетка и како всушност е распределен во однос гледано во како јадрото, значи не како е структурирана ДНА во однос на хромозом, него во однос на јадрото. Значи сега сите од прилика верувам дека сте запознаени со тоа како изгледа клетка. Значи имаме клетка, имаме јадро и сега нели ако е еукариотска клетка, таа може да има и митохондри и хлоропласти. И за да речеме, ако има митохондри, митохондриите всушност знаеме дека се на некој начин бактерии. Значи тие се бактерии кои по пат на ендосимбиоза се нашле во клетката и сега се живеат едноставно заедно. И поради тоа тие си имаат своја ДНА. Значи сега ДНА ќе ја бележам некако, не знам, со зелена боја. Значи они си имаат своја ДНА која, бидејќи добро знаеме митохондриите дека се со двојна мембрана, така натаму имаат кристи, прават енергија, оксидативна фосфорилација и така натаму и така натаму. Но важното во ова видео е да речеме, да кажеме, односно спомнеме дека они имаат сопствена ДНА која е самата си ја реплицира за себе, значи е семизависна од главната структура, значи од главното јадро. Значи она си се реплицира, ама добро, до некаде е контролирана од страна на јадрото. Интересен е факт дека митохондриите и ДНА која се наоѓа нив се пренесува само преку мајката. Значи само преку женското поради јајцеклетка, зашто во сперматозоид, значи имаме на јајцеклетка и внатре во таа јајцеклетка имаме митохондри. Значи митохондри, а во сперматозоидот, сега збориме кај луѓето, нема митохондри. Значи нема митохондри, така да митохондриите се пренесуваат само по женската линија. И сите митохондри, значи кои се наоѓаат во секој човек денеска, потекнуваат од женските. И оваа митохондријална ДНА некогаш се нарекува екстрануклеарен плазмон. Значи е вид слично како плазмидите кои се наоѓаат во прокариотите. Е сега, освен митохондриите, знаеме дека и хлоропластите се исто така еден вид бактерии биле порано, значи цијанобактерии најверојатно или некои алги, кои се вметнале во еукариотска клетка и едноставно живеат по пат на ендосимбиоза. И интересно е дека и тие имаат собствена ДНА, сега ќе бележиме со виолето, значи они имаат собствена ДНА која се наоѓа, нели тие сами си ја контролираат, значи колку ќе се дели, колку хлоропласти ќе има, иако е контролирано од главната структура, например може да се пратат некои сигнали да се направат повеќе хлоропласти и така натаму, но до некаде си е семи независен хлоропластот и неговата делба и неговата контрола, колку ќе си прави протеини и така натаму. И сега овие ДНИ, што реков дека се наоѓаат во митохондриите и хлоропластите, бидејќи се всушност од прокариоти, значи немаат некоја комплексна структура, немаат хромозоми или нешто слично. Значи не се ни асоцирани со хистони, значи немаат некоја повисока организација, едноставно е ДНА која е расплетена и деспирализирана и се наоѓа во нивниот матрикс. И на крај ДНА која обично мислиме на таа ДНА кога збориме за ДНА, е таа ДНА која се наоѓа во јадрото. Значи јадрото, сега збориме кај еукариотски, поточно кај човек, ДНА која се наоѓа во јадрото. И кога збориме обично за ДНА, ако речеме геном, геном по дефиниција би значило означување на целиот генетски материјал во клетка, значи тој кој се наоѓа во хлоропласти, во митохондри, во јадро, но обично во практична смисла се мисли само на генетскиот материјал кој се наоѓа во јадрото. Иако по дефиниција геном опфаќа сите ДНА молекули кои се наоѓаат во клетката. И сега да збориме малце потетално за структурата на јадрото кај еукариотските клетки. Значи јадрото можеме да го замислиме, сега ќе направиме еден вид напречен пресек. Значи јадрото ќе биде вака, нема да биде постојана мембраната, бидејќи всушност е составено од двојна липопротеинска мембрана која има пори. Сега можете да го замислите во 3D, значи нема вака да биде 2D, него има пори и овие пори нели има тука протеински канали кои регулираат што влегува, а што излегува внатре во јадрото. Значи има вакви пори и на површината обично се наоѓаат рибозоми. Значи на површината се наоѓаат рибозоми. Рибозомите нормално служат за правење протеини, нели до нив ќе дое месенџер РНА и така натаму. Ќе имаме после транспортна РНА и пополека ќе се направат протеини. Значи имаме тука
протеини и од надвор можеме да биде прикачено и ендоплазматичниот ретикулум, значи нааму некако прикачен и така натаму. Сега да разгледаме внатрешната структура. Значи кога не е клетка, кога не се дели, значи кога е во интерфаза, на некој начин кога едноставно само се живее, внатре ДНА е всушност деспирализирана и е како се означува како хроматин. Значи може да замислиме изгледа како не знам, шпагети. Само што многу треба да се зумира многу за да се примети таа шпагетеста структура, но всушност тоа се нарекува хроматин. Едноставно е деспирализирана, насекаде распределена. Сега интересно е дека се заближуваат одредени региони кои се разликуваат колку толку еден од друг и нив може да ги поделиме, значи оваа структура хроматинот можеме да ја поделиме на еухроматин и хетерохроматин. Сега еухроматин е ова вака например белото што го цртам, кое е транскриптиски најактивно и постојано се транскрибира од него и така што служи за создавање, значи се прават постојано RNA транскрипти и тие, ајде да земеме некоја си друга боја, значи се прават постојано RNA транскрипти и тие RNA транскрипти се процесираат и поминуваат некои други процеси, но поентата е ќе искочат надвор и тоа месенџер RNA ќе иде на рибозомите, со транспорт на RNA и пополека ќе се направат протеини. Значи еухроматинот, ова што го бележиме како со бела боја, вистинскиот хроматин, ако би го преведеле, е тој кој е најактивен. Сега имаме и хетерохроматин, кој ќе обележаме еве со сива боја, да земеме само поголема четка, и тој обично се наоѓа по краевите. Значи се наоѓа по краевите на клетката, близу, нели, јадрениот ѕид. И тој е транскрипцијски помалку активен, значи може нешто да се транскрибира од него, но тој обично е силно кондензиран со постојани репетитивни секвенци. Значи има една секвенца која постојано се повторува, ама не кодира за ништо. Едноставно е тука за еден вид служи како заштита. Например, ако имаме некое надворешно влијание, УВ, прво ќе се судри со тој хетерохроматин, наместо да иде на еухроматинот кој е поактивен. Потоа, всушност, овој хетерохроматин нема едноставно само таму да биде, него тој последно кога ќе се создадат хромозомите, значи речеме се создаваат хромозомите и сега ќе преминеме овдека. И сега, например, имаме еден хромозом, така ќе го направиме вака, и ќе го направиме како X да биде. И обично хетерохроматинот ќе биде локализиран околу центромерот и околу теломерите, значи на краевите се исто репетитивни секвенции кои служат за да не се слепуваат хромозомите, но и да се заштитат од постојано скусување при секоја делба и се наоѓа околу центромерот каде што ќе даде една ригидна структура каде што е многу важно. Значи таа е многу важна структура и одека ќе бидат повлечени од микротубули и така натаму. Тоа понатаму ќе го видиме. Едноставно да знаете дека хетерохроматинот не останува само околу јадрената мембрана, него при формирање на хромозомите тој ќе дојде значи на теломерите и околу центромерот, исто и на некои барови телца се појавува некои хромозоми, но тоа не е толку битно. И нормално тие не е сив и не е бел, мислам така се гледат на микрофотографии на електронски микроскоп, можете да видите на Google, но така се бојат поради едноставно методите кои ги користиме за боење. Друго што може да се спомне, овдека овој перинуклеарниот простор помеѓу двете мембрани е исполнет со енхилема. Исто внатрешната содржина, значи ова целиот хроматин кој се наоѓа внатре, ова е всушност ДНА молекулата, или испреплетена, бидејќи многу долга, овдека не е организирана. Ова целата содржина внатре всушност се нарекува и нуклеоплазма, мислам што е логично, бидејќи е плазма која се наоѓа во јадрото. Нели таа која се наоѓа надвор од јадрото се нарекува цитоплазма. Сега видиме уште некои структури кои се наоѓаат внатре во таа нуклеоплазма. Тоа се, значи, рибозоми. Значи нема сега да збориме подетално за рибозомите, едноставно ќе речеме дека се разликуваат од тие на прокариотите. Тие рибозомите се всушност структури, значи овде кои ги нацртав надвор од нуклеарната мембрана, исто се наоѓаат на ендоплазматичниот ретикулум, ако е грануларен тип.
Поентата е овие рибозоми се составени дел од протеини, дел од рибозомална ерена и служат за правење протеини. И тие се наоѓаат внатре во јадрото и надвор, нормално. И, како што реков, се разликуваат од тие на прокариотски клетки по степен на седиментација, значи овие се 80S, 80S, ова е единица за седиментација при дадени услови, додека тие на прокариотите се 70S. И всушност, овие ДНА молекули што беа во хлоропластите и во митохондриите, всушност имаат седиментација 70S. Значи се разликуваат од рибозомите, не ДНА молекулите, грешка. Рибозомите кои се наоѓаат во хлоропластите и митохондриите имаат седиментацијски индекс 70S. Значи рибозомите се разликуваат од тие на јадрото. Овдека освен рибозоми имаме и хистони, значи хистони се тие молекули кои ги спомнавме во минатите видеа, дека служат како макари околу кои се намотува ДНА, ама во овој случај, значи тие се само расфрлени, не го организираат хетерохроматинот. И интересно е дека секогаш се гледа нуклеолус, односно јадренце. Значи ако ова целата структура беше јадро, имаме и нуклеолус, јадренце. Што е тоа? Тоа е всушност местото каде што сега ќе го објавам со сиво, но всушност јадренцето е составено од еухроматинот. Значи од еухроматинот е составено, ама толку е згуснат во тој предел еухроматинот, значи во овој ФДК предел, толку е згуснат што добива потемна боја. Значи многу густо е собран таму и нема структура, нема мембрана околу него. Значи вака ова со портокална боја, значи нема мембрана. Едноставно во тој предел е позгуснат еухроматинот. И тој предел е многу важен, значи јадренцето, бидејќи во него се врши најголема, да земеме некоја боја што ќе се познава, црвена боја. Во него се врши најголема синтеза на овие протеини, значи протеини кои се синтезираат со помош на рибозомите и така натаму. Значи многу е важен, бидејќи нели рековме дека еухроматинот, значи ова белото е тој кој е активен транскрипцијски, од него се врши најголема транскрипција се прават РНА транскрипти, по РНА транскрипти се прават протеини. Во нуклеолусот па всушност се врши најголемиот дел од целата оваа работа. Сега и тој самиот има некои подделови. Ево дека имаме некои електронски фотографии, од електронски микроскоп фотографии од јадренце. Значи ова целото, дека сега идеме на првата фотографија. Значи ова што е надвор, како линии вака што се, тоа е ендоплазматичниот ретикулум. Значи оваа дека структура што ја нацртав. Ендоплазматичниот ретикулум, и сега ако зумираме, можеме да видиме дека е всушност грануларен, има ко точкички на него. Сега оваа целата овдека структура, со црвена ќе ја бележам, е јадрото. Значи ова целото е јадрото. Сега можеме да видиме дека оваа сивата материја што е одоколу, тоа е хетерохроматинот, но како што гледаме, нели овдека например нема, овдека нема, овдека нема, овдека нема, овдека нема. Тоа е таму кај што се наоѓаат порите. Значи таму има отвори. Пори има на овие локации. И таму се наоѓаат пори, затоа нема хетерохроматин, бидејќи ова е сепак напречен пресек. Тоа во 3D всушност има и околу него е вака и кругче нема само. Но поентата е добро, тоа е хетерохроматинот, значи сивото се гледа убаво, а оваа белата материја што е целата е еухроматинот. Сега можеме да видиме дека овдека во центарот всушност се наоѓа јадренцето. Значи ова целото е јадро, а ова внатре во него е јадренцето, нуклеолусот, кој е всушност составен од еухроматин. И најчесто има некои сат хромозоми, сателитски хромозоми или нуклеоларни организатори, но тоа се не е важно. Едноставно да го видиме дека изгледа како изгледа всушност јадренцето. Сега, значи што е поголемо, тоа е поголема активноста на таа клетка. А сега на нареднава слика, значи ова целото овдека е јадренцето. Значи ај вака направиме. Ќе земам овдека со сина боја ќе го значи ова е јадренцето. И сега кога ќе отидеме овдека, ова целото е само јадренцето. Значи се што е надвор од ова, значи ова дека што е белово, е еухроматинот. Сега да го разгледаме јадренцето. Значи јадренцето, како што можеме да видиме дека има некои под зони, или да ги речеме, кои што многу едноставно само ќе ги означиме. Значи овој ФЦ делот е всушност парс фиброза,
значи фибриларен дел, кој е всушност рибозомална ерена која е врзана за протеин, значи повторно парс, фиброза. И тоа всушност би му дошло целиот овој вака бел внатрешен дел. Потоа го имаме парс хромозома. Тоа ми му дошло со која боја е виолетова боја. Овој дел кој е малце потцрн, кој се наоѓа околу парс фиброза. Така. И за крај го имаме парс гранулоза. Значи парс гранулоза е се ова останатото. Така, значи се ова што е останато без овој дел. Така, значи се тоа е парс гранулоза и во него обично бидејќи е грануларен се смета дека тука всушност се наоѓаат прекурсорите кои се за синтеза на рибозоми. Значи овдека се наоѓаат прекурсори и од тие прекурсори идеме овдека и ги правиме хистоните и ги правиме рибозомите. Добро, се надевам дека дојдовте на општа слика како е всушност изградена, каква е структурата на ДНК во јадрото кога не е организирана на ниво на хромозоми, односно кога е деспирализирана и се наоѓа во јадрото во интерфазен период на клетка, кога клетка не се дели, односно само си живее во наводници. Тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.